Дали Заев плаќа преголема цена со новото поголемо парламентарно мнозинство? Договорот со Африм Гаши за прв пат во историјата доведува до македонска влада со изброј на министри од македонскиот и албанскиот политички блок. Дуи алтернатива заедно ќе имат 8 министерски позиции, односно едно место повеќе од СДСМ, партијата која ќе има 7 министри, додека едно министерско место останува за ЛДП. Од вкупниот состав на владата 11 членови се македонци, додека 9 албанци. Албанскиот политички блок го добива ресорот здравство, кој до сега беше на Венко Филипче, најблискиот соработник на Зоран Заев, сега пак ќе биде во рацете на Беким Сали од алтернатива. А за партијата на Африм Гаши ќе биде и Министерството за информатичко општество и администрација. Дуи пак има неколку важни ресори, меѓу кои Министерството за надворешни работи и финансии. На позицијата прв вице-премиер останува Артан Груби, додека премиер би требало да биде наследникот на Заев на лидерската позиција во СДСМ. Главен фаворит за ова место е Димитар Ковачевски, моменталниот заменик министер за финансии. Покри Груби уште еден албанецки има вице-премиерска позиција. Тоа е Фатмир Битики, кој ќе остане заменик на премиерот заложен за економија. Со најновите случувања во владата се доведува во прашање и правишната застапеност на заедниците договорена во Охридскиот рамковен договор. Наместо 20% како што се предвидени за албанската заедница, функционерите во владата речиси 50% ќе бидат албанци. Да потсетиме, последните 100 дена од владата според договорот меѓу СДСМ и ДУИ и премиер ќе биде албанец. Но овој договор потсети Изет Меджити, еден од највисоките функционери и неинтегративците. Немавме време да навлеземе во конкретни ресори, да ја анализираме нивната работа и дали има потреба да ги менуваме. Треба да видиме како ќе заврши овој процес. Една од главните точки во договорот ДУИ СДСМ меѓу другите сегменти е и првиот албански премиер и не се сомневам дека тоа ќе биде тема и со следниот премиер. Плюс проблем за СДСМ во моментов сигурно ќе бидат изголемените апетити на помалите коалициони партнери. Веќе јавно незадоволство од најновите случувања изрази и коалиционите партнери. Дел најавија дека ќе бараат поголем дел од колачот, а дека барањата на алтернатива биле преголеми, каже и лидерот на НСДП Тито Петковски. Алтернатива го искористи моментот. Кога на владата навистина и треба поддршка, парламентарното мнозинство да се зголеми, беше алтернатива настапи со максималистички барања, користејќи ја позицијата, ако сакате владата да остане, тука сме ние, но цената е таа и таа, што испорачува. Сигурно објективен проценител ќе каже, несразмерно многу бара алтернатива од СДСМ и од се разбира и целата коалиција која што ја поддржува владата. Незадоволство од коалициониот договор меѓу СДСМ и алтернатива изрази и Павле Тројанов. Лидерот на Демократскиот сојуз силно критикува точката 2, која предвидува меѓународна ревизија на правосилно пресудени судски предмети, како монструм и диво населје. Тројанов потенцира и дека со поголемиот број министри од албанскиот политички блок се нарушува етничкиот баланс.